Канал 5 вести во 18 часот. Добар ден. На почеток преглед на денот преку најбитните наслови. Румен Радев и официјално е нов бугарски премиер. Достојна и активна Българија в Европа и пред света. Државниот врв без поголеми очекувања. Мицкоски јавно го покани во Скопје. Ако ова е поканата вака, го поканувам. Османи најавува дека со физички отпор ќе се спротистават на законот за правична застапеност во собранието. За Силјановска балансерот создавал коруптивна моќ кај поединци. Тие стекнува енормна султанска моќ. Наставата во Стив Наумов во Битола се одвива под полициско обезбедување. По заканите на седмоотделенец кон група со ученици. Конкретно дете не следи онлайн настава, се до решавање на случај. Ханта вирусот кој предизвикува паника во светот не е непознат за Македонија. Надлежните уверуваат дека ја следат состојбата. До сега во Македонија сме имале 32 случаи, од кои што тројца починати. Препорачуваме граѓаните да имаат високо ниво на хигиена. Државниот врв нема големи очекувања, но се надева дека со новата бугарска влада ќе може да се подобрат односите. Премиерот Мицкоски вели нема ништо против да го покани Радев да ја посети Македонија. Председателката Силјановска Давкова вели дека се зависи од соговорниците. Афродита Рамос. Премиерот Христијан Мицкоски не очекува подобрување на билатералните односи со Бугарија и по изборот на нивната нова влада. Сепак, во телефонски разговор со неговиот бугарски колега Румен Радев изразил надеж дека односите може да се подобрат, а денеска преку медиумите му испрати и покана за средба. Што се однесува до господинот Радев, јас кога победи следниот ден утрото му се јавив, му честитав, му посакав да имаме успешни добрососедски односи и се надевам дека со оваа влада ќе можеме да ги подобриме меѓусоседските односи, ќе може да разговараме за темите за кои што треба да разговараме. Ако ова е поканата вака, го поканувам. Според председателката Гордана Силјановска Давкова, дали ќе има подобрување во комуникацијата на релација Скопје-Софија, зависи од нашите соговорници. Знам дека бугарскиот народ очекува стабилност, очекува реформи, очекува борба со корупцијата и криминалот. До сега владите беа стабилни, нема одговорност, личија на оние на Третата и Четвртата Француска република, а ние ќе имаме соговорник стабилен со кој што ќе можеме да разговараме. Јас можам да кажам дека секогаш бонафиде разговарам, а дали очекувам подобрување на односите ќе зависи од соговорниците. Честитки за новоформираната бугарска влада и надеж за подобри билатерални односи испрати лидерот на СДСМ Венко Филипче преку социјална платформа. Се надеваме дека новата бугарска влада ќе покаже конструктивен и разумен пристап кон Македонија со цел градење добрососедски односи кои ќе бидат во интерес на граѓаните и на двете држави, без какво било загрозување на македонскиот национален идентитет, јазик и култура. Премиерот Мицкоски пак оцени дека опозицијската СДСМ ги распродава македонските национални интереси, а подобрување во македонско-бугарските односи не може да се случи се додека во државата нема единство и цврста заедничка позиција. Меѓити не открива кои со партијци се најблиску до владината реконструкција. Дали ќе останеме на истите ресори, дали ќе има промена на ресори, тоа накнадно мислам ќе треба да го Председателката Силјановска Давкова оцени дека укинувањето на балансерот било неопходно поради коруптивните ризици што ги создавал, а на поединци им давал султанска моќ. Нејзината изјава следува по вчерашните наводи на подпредседателот на ДУИ Бујар Османи дека се подготвени и за физички отпор во собранието во обид да спречат законот за правична застапеност да помине во парламентот. Михајло Видимлиски.
Укинувањето на балансерот не било политичка желба, туку неопходен чекор поради коруптивни ризици, вели председателката Гордана Силјановска-Давкова. По изјавата на подпредседателот на ДУИ Бујар Османи дека со укинувањето на балансерот се подрива Охридскиот рамковен договор, Силјановска-Давкова смета дека токму таа алатка овозможила, како што рече, султанска моќ во рацете на поединци. Не мислам дека воопшто е рушење, бидејќи балансерот, таков каков што беше, всушност водеше кон корупција и криминализација. Всушност, назначувањето на највисоките функции го лоцираше во рацете на поединци. И тие стекнуваа енормна султанска моќ. Не го укинавме ние балансерот затоа што така сакавме, туку затоа што тоа во извештајот беше наведено. Османи во синокешното само интервју пак за новиот закон за правична и соодветна застапеност. Помеѓу другото рече дека го легализира исклучувањето на албанците од јавниот сектор и дека треба да се направи физички отпор за да не помине во собрание. Буквално начин на легализирање на исклучувањето. И јас сум рекол, ние тој закон треба да го да дадеме и физички отпор во собрание да не помине. Ако помине, ве кажувам, првото нешто кога ќе се сменат работите, ќе биде укинувањето на тој закон. Бидејќи тоа е враќање на тој... За да се донесе тој закон треба баднетерово мнозинство. Тој закон го враќа југословенскиот модел на одлучување во администрацијата, каде под подвезот на некаква си меритократија или компетентност се исклучува. За премиерот Христијан Мицкоски изјавата на Османи е дел од политичкиот фолклор што ќе следи во периодот. Законот за правична застапеност вели е дел од коалицискиот договор со Вреди и очекува наскоро да помине во собрание. Заканите на Бујар Османи само покажуваат кои се вистинските намери. Тоа е закон кој што е одобрен од страна на Венецијанската комисија дека ги исполнува сите меѓународни услови. Инаку, за делот од содржината на неговата изјава, јас немам што да кажам, претпоставувам дека тоа е тој фолклор кој што во периодот што следи ќе го слушаме. Ние имаме меѓукоалицијски договор, законот е испратен во собрание и очекувам што побрзо да се усвои. Законот кој владата го усвои на почетокот на април треба да гарантира професионална администрација, при што етничките заедници ќе имаат своја соодветна застапеност согласно уставот и рамковниот договор. Балансерот претходно падна на уставен, откако судиите оценија дека припадноста на одредена етничка заедница не може да биде критериум за вработување. Сега е време за испорачување проекти, а не време за избори. Власта има стабилно мнозинство, вели за Канал 5 Изет Меджити, кој сепак е убеден во победа на Вреди и доколку изборите се случат пред редовниот термин. Меджити не открива кој од неговите сопартици ќе се најде на владиниот список за реконструкција. Детали има Андријана Лазова-Божиновска. Вреди се против предвремени парламентарни избори. Изет Меджити за Канал 5 изјави дека актуелната власт има силно мнозинство и сега е време за реализација на ветените проекти од претходните избори за кои добиле гласови од граѓаните, но убеден е дека доколку се одржат и пред редовниот термин, Вреди ќе победи во албанскиот блок. Обично пред граѓаните треба сите сите тоа ќе го кажат, едва очекуваат избори, сите се силни. Анкетите го покажуваат дека Влен е победник и кога и да има избори, но да бидам искрен, значи ова е единствена година каде што нема никакви избори, ни локални, ни парламентарни, ни председателски, е година каде што владата, општините имаат простор, време, значи да се го реализираат ветеното, да се го реализираат програмите. Така да ние како Влен оценуваме дека нема потреба од предвремени парламентарни избори, имајќи предвид дека мнозинството е огромно, значи скоро двотретинско во собранието. Меджити не открива кој од неговите сопартици ќе се најдат на списокот од владината реконструкција, иако веќе висат позициите на министерот за социјална политика Фатмир Лимани и вице-премиерот за добро владење Арбен Фетај. Тврди дека засега немаат конкретни одлуки во коалицијата за тоа кои кадри потврлиле, туку допрва ќе преговараат со премиерот, откако и официјално утре ќе се консолидираат во една партија, која како копредседател очекува да се проширува. Премиерот начелно сме се согласиле дека ќе има реконструкција на владата, но само начелно, значи без да се утврдат принципи, не само за 20, мислам без да се утврдат принципите, дали ќе останеме на истите ресори, дали ќе има промена на ресори, тоа накнадно мислам ќе треба да го договориме.
Според најавите, реконструкцијата на владата ќе се случи во јуни. Се очекува да има промена на неколку министри, но не се исклучуваат ниту ротации меѓу владините партнери ВМРО ДПМН, Вреди и Знам. Градоначалникот на општина Карпош, Сотир Лукровски, не поднел оставка, туку е на боледување и затоа надлежностите ги извршува членот на Советот Неделчо Крстевски, велат од општината Карпош. Крстевски, кој е член на Советот на општината Карпош од редовите на ВМРО ДПМН и е назначен за ВД градоначалник на општината. Општина Карпош ги демантира наводите дека градоначалникот Сотир Лукровски има поднесена оставка. Тој во овој момент користи боледување и е привремено одсутен поради здравствени причини. Зашто замолуваме за разбирање. Уверуваме дека општина Карпош продолжува да функционира непречено со целосен капацитет и посветеност кон потребите на граѓаните, согласно законските процедури, надлежностите привремено ќе ги извршува членот на Советот Неделчо Крстевски, кажа од општината. Случајот го коментираше и поранешниот градоначалник на општината Стефчо Јакимовски, кој на Фејсбук напиша дека овластување дадено на друг човек не го ослободува градоначалникот од одговорност. Полициски службеници во цивилна облека го обезбедуваат одвивањето на наставата во основното училиште Стив Наумов во Битола, откако седмоделенец објави заканувачки пораки кон соученици и нивните родители на TikTok. Од училиштето веруваат дека нема место за паника во однос на безбедноста на учениците, а ученикот во моментов наставата ја следи онлайн. Дејан Трајковски има повеќе. Наставата во Битолското училиште Стив Наумов се одвива под полициско обезбедување, откако родители со пријава го вклучи алармот дека седмооделенец преку својот TikTok профил се заканувал кон нив и нивните деца, кои се соученици на 13 годишникот, кој во меѓувреме поради ситуацијата следи онлайн настава, а неговиот родител вчера бил повикан и во полициска станица. СВР Битола и тамошното обвинителство уверуваат дека се преземаат сите мерки за расчистување на случајот. Секторот за внатрешни работи Битола постапува по насока на основното јавно обвинителство од Битола во врска со пријава од родители на деца ученици во основното училиште Стив Наумов од Битола. Во врска со конкретниот случај, во секторот за внатрешни работи Битола повикан е родител на детето, при што се превземаат и други дополнителни мерки во насока на целосно расчистување на случајот. Мерката за полициско присуство ја побарал училишниот одбор по вознемиреноста на родителите, вели за Канал 5 директорот Никола Пискачев, кој посочи дека наставата се одвивала мирно и според кого нема простор за паника. Преземени се сите потребни чекори според Законот за основно образование, навремено се известени сите институции, вклучени и Центарот за социјални работи, уверува Пискачев. Има училиштето и заштита, вчера се состана и училишниот одбор, каде што беше донесена одлука да дури трае оваа паника и нетрпеливост, што е нормално, загрижувачки што е, да има полициски службеник, тоа и го добивме, наставата денес течи мирно, нормално, без никакви паники, се како што треба. Конкретното дете следи онлайн настава, се до решавање на случај. Кога ќе се реши случајот, ќе се решава и понатамашното учење на тоа дете. Во меѓувреме загриженост се појави во Скопското основно училиште 11 октомври, каде група родители преку допис алармираа дека нивните деца, првооделенци, се соочуваат со булинг од група со ученици, а наведуваат и дека во училницата владеат хаос и инциденти, за што обвинуваат дека раководството на училиштето ништо не презема. Ваквиот допис го демантираше раководството на Центарското училиште, кои категорично ги отфрлаат сите според нив неосновани, генерализирачки и тенденциозни наводи, со кои велат во јавноста се создава впечаток на институционално непостапување, односно посочуваат нема толеранција за несоодветно однесување помеѓу учениците. Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција соопшти дека до Основниот кривичен суд Скопје поднело обвинителен предлог против членот на поширокото обезбедување на премиерот Мицкоски за кривично дело телесна повреда. Според обвинителството, по претходна вербална расправија во семејниот дом, обвинетиот физички ја нападнал оштетената.
удирајќи ја по лицето и главата пред нивната малолетна ќерка, а потоа ја фатил за вратот и почнал да ја дави. Во нападот на жената и биле нанесени телесни повреди и психичка вознемиреност. Со обвинителниот предлог е доставено и барање за продолжување на мерката притвор поради опасност од бегство и можност обвинетиот да го повтори делото. Во Македонија од 2020 до 2024 имало 455 жртви на сексуално насилство, од кои 90% биле девојчиња. Од Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство не се задоволни како државата ги исполнува законските обврски и препораките на меѓународните институции. Елизабета Дамјановска-Спасеновска. Иако уште во 2015 година со законот за семејно насилство е предвидено насилникот по вршење на насилството да биде отстранет од семејниот дом, ова во пракса започна зачестено да се приминува по трагедијата во Тафталиџе, говорат податоците од МВР. Сепак од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство велат дека оваа мерка не е апликативна, особено во помалите места, каде што се уште се живее во заедница. Наместо тоа, препорачуваат државата да обезбеди шелтер центри по примерот на западноевропските земји, каде што жртвите смеат да го напуштат засолништето за време на престојот. Таа мерка самата по себе не е спорна, но не е апликативна во сите случаи, затоа што особено во помалите градови се живее во повеќе генерацијско семејство, се живее во семејна куќа. Вие сторителот дури и да го извадите во моментот, затоа што има акутно насилство, и да го извадите од домот, останувањето во семејната куќа на неговите родители не е долгорочно решение за неа. Например, шелтер центрите во другите земји обезбедуваат сместување и до 6 месеци и до 1 година, при тоа се од отворен тип. Што значи тоа? Жената продолжува да оди на работа ако е вработена. Ако не била вработена, и помагаат да се вработи. Помалку од 1% од годишниот државен буџет, односно околу 7 милиони евра, државата треба да издвои за да обезбеди заштита на жртвите од семејно насилство и силување, според стандардите на државите од Европската унија, што ќе значи обезбедување на засолништа, советувалишта и воспоставување на национална SOS линија, велат од Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Ако сакаме да воспоставиме целосно функционален систем, што ќе опфаќа една национална SOS линија, кој што ќе ги опфаќа 10 упатни центри за силување, ќе обезбеди долготрајна психосоцијална поддршка за жртвите од силување, ќе обезбеди најмалку 28 засолништа, 19 советувалишта и бесплатна правна помош за жртвите, ќе чини на годишно ниво околу 7 милиони евра. Што е многу мал дел од националниот буџет. Од мрежата денеска најавија и дека ќе биде поднесена представка до Комисијата за заштита од дискриминација против Министерството за здравство, во која што ќе се бара од Министерството да го воспостави законот од 2021 година за спречување на сексуално насилство, односно да се воспостават сервиси и да се обезбедат стручни тимови од психолози кои ќе работат со жртвите. Нема регистрирани случаи во Македонија патници или блиски контакти со хантавирус, велат од Институтот за јавно здравје по паниката што изби во глобални рамки по заразата на крузер во Атлантскиот океан. Овој вирус не е непознат за Македонија. Пред 9 години двајца гостиварци починаа од ова вирусно заболување. Сања Трајковска-Ставров. Хантавирусот не е како короната, бидејќи оваа зараза која најчесто се шири од глодари е позната и не е нова, а на крузерот кој пловел кај Јужниот Атлантик, кој го растревожи светот поради смртните случаи, нема македонски граѓани, ниту помеѓу патниците, ниту помеѓу екипажот, смеруваат од Институтот за јавно здравје. Може да станува збор за нов сој, на оној што е присутен во Америка кој се пренесува и помеѓу луѓето, но нема простор за паника, вели директорката на ИАЗ Марија Андоновска. Во Македонија досега се регистрирани 30 случаи на хантавирусот, 3 смртни исходи. Нема простор за било каква паника, бидејќи не постои опасност ниту ризик во моментот за македонските граѓани, што е најважно во овој момент. Има два типа, кои што едниот е европско-азискиот, кој што е рейнален
со ренални симптоми, а другиот е оној кој што сега во моментот е откриен на крузерот, а тоа е американскиот кој што дава респираторна симптоматологија. Како што спомнав, оној првиот веќе од 2015 година во Македонија се диагностицира и до сега во Македонија сме имале 32 случаи, од кои што тројца починати. Апсолутно не е ковид. Од институтот посочуваат дека имаат реагенси со кои може да се докаже овој вирус и постојат протоколи кои би се примениле ако вирусот дојде и кај нас. Се препорачува поголема хигиена, особена внимателност со конзервирана храна која се чува во магазини. Препорачуваме граѓаните да имаат високо ниво на хигиена, особено да избегнуваат храна од магазини, од пазари, семки, сончогледи, конзерви кои што стоеле во магазини или кои што стоеле на отворено и кои што можат да бидат евентуално контаминирани со некаков секрет или екскрет од страна на било каков глод. Стравот од можна нова епидемија се расшири низ светот откако тројца патници починаа на крузерот кој тргна на крстарење од Аргентина пред околу 1 месец, а се потврдија случаи на хантавирус кај дел од патниците. Станува збор за редок, но опасен и потенцијално смртоносен вирус. Од СДСМ обвинуваат дека со актуелната влада економијата тоне, а инфлацијата била речиси двојно повисока од онаа во еврозоната. Додека Мицкоски продава бајки дека Македонија е трета економија во Европа, последните податоци на статистика покажуваат зголемена инфлација од 5,7% во споредба со истиот месец лани. Трошоците за храна се зголемени за 8%. Се е поскапено. Народот едвај врзува крај со крај. ВМРО, ОКГ и Мицкоски одбија да го укинат ДДВ-то на храната, одбија да го намалат ДДВ-то на горивата на 5%. Во Македонија почна популарно наречениот Генералка викенд. Десетици илјади волонтери од 80 општини се дел од еколошката акција. Ракавите ги засука и председателката Силјановска, пратеници и амбасадори. Јорданчо Цветановски има повеќе. Од вила водно на чистење на Кеот, председателката Гордана Силјановска-Давкова се приклучи на Генералка викенд. Екоакција која ќе продолжи во наредните 2 дена низ целата држава, а ќе се чисти на над 500 локации. Председателката, придружена од градоначалникот на град Скопје Орцо Ѓорѓиевски, австријскиот амбасадор Памер, министерот за животна средина Хоџа и илјадници волонтери го чистеа Кеот на реката Вардар. Председателката ја поздрави акцијата и очекува таа да прерасне во навика и да не стане филозофија во животот. Човештвото влезе во војна со планетата, во војна со билките и со животните, а дури и во Библијата тие се појавија први, а ние правниците велиме кој е постар има посилно право. Зеленото е убаво, зеленото е прекрасно, Скопје треба да озелени, ама претходно треба да го исчистиме. Ние колку и да се трудиме, ако граѓаните не ја третираат соодветно животната средина, своите населени места, отпадот кој што го одлагаат од домовите, а треба да се одлага во контейнерите, сепак нема да го постигнеме заеднички ефектот. Не треба да забораваме дека Скопје е наш заеднички дом. Министерот Хоџа и амбасадорот Памер веруваат дека преку вакви активности ќе се поткрене свеста кај граѓаните за заштита на природата. Грижата за животната средина треба да стане секојдневна навика на сите нас, граѓаните. Како министер и Министерството за животна средина и просторно планирање имаме обврска за градење систем што поефикасно ги решава отпадот. Нека свеста за заедничките итни предизвици кои можеме да ги надминиме само заедно преко колективно дејствување, отчетност и одговорност превовлада меѓу сите нас. Сепак, фотографијата која лиферува од кабинетот на председателката можеби најдобро ја покажува нашата ниска свест за просторот во кој што живееме. На неа се гледа како таа собира ѓубре во кеса, додека луѓето околу неа целосно ја игнорираат председателката и никој не почувствува потреба да стане и да помогне и покрај тоа што беа повикани тоа да го направат. И пратениците за момент ги заменија своите пратенички столчиња и ги засукаа ракавите. Нивната генералка беше зад собранието.
На овој еконастан се приклучија околу 80.000 волонтери од 80 општини, повеќе од 600 организации, јавни институции, приватни компании и над 250 државни институции. Следува само вистина вечерва со вас Ивана Стојановска. Пријатно.